не исполнето од страна на Зоран Заев и Социјалдемократскиот сојуз Република Македонија. Овдека се наоѓаме пред зоната Сачево, која што беше ветена од страна на Зоран Заев пред многу години, дека ќе бидат изградени 16 фабрики и дека ќе работат до 1500 граѓани, жители на општина Струмица, но и околните општини кои што гравитираат околу општина Струмица. Како што можете да видите, години потоа оваа зона е празна, нити една фабрика немаме, нити едно ново обработување. Впрочем, ова треба да биде пример за граѓаните во Република Македонија, како не треба да се даде довербата на политичари кои што само ветуваат, а ништо не исполнуваат. Политичари кои што многу зборуваат и додека зборуваат, лажат. Така што ние денеска ќе продолжиме нашата посета овдека во Струмица, ќе имаме можност да поразговараме со жителите во општина Струмица, но и со околните општини кои што гравитираат на општина Струмица, бидејќи тоа на што можеме да го видиме во Република Македонија денеска, а е секој ден граѓаните живеат лошо, луѓето се жалат на лошата економска ситуација, луѓето може да ги посочат сите нереализирани ветувања, сите неисполнети очекувања од страна на така наречената понуда Живот за Македонија, која што беше презентирана пред граѓаните на Република Македонија пред нецели 2 години, а наместо живот за возврат добија пекла. Но она што денеска го гледаме било и да не се повтори во Република Македонија, доаѓаат претседателски избори во кои што ВМРО ДПМН очекува една голема победа.